Благодарам. Фалиминдерит. За да скрија министр колега Синч. Очекував малку поаргументирана дискусија во однос на извештајот на Европската комисија за 2022 година од вас. Дополнително, неколку пати спомнавте треба да направите, не треба да е гола политика, нели, процесот на пристапување кон Европската Унија, треба да работите. Јас ќе се согласам целосно дека не треба да е гола политика процесот на пристапување кон Европската Унија и затоа мислам и дека треба да го смените вашиот пристап и кога веќе се повикувате на тоа што вели Европската Унија, нели да ги слушнете сите оние повици од раководителица на Европската комисија, еврокомесарите, председателката на Европската комисија, кои што се однесуваат конкретно за вас и вашиот начин на кој што го блокирате патот на земјата во Европската Унија. Значи, колега Здравко, во делот на усогласување со законодавството, значи ние треба да работиме. Ние треба да работиме, да се тргнеме од голата политика тука во собранието и ќе ви прочитам, бидејќи рековте дека е објективен извештајот на Европската комисија, што пишува во извештајот на Европската комисија. Пишува дека работата на собранието беше нарушена од политичка поларизација, што го одложи донесувањето на многу закони. И тоа е јасно констатирано во извештајот. Значи, дали знаете дека директно се спомна во извештајот дека ВМРО ДПМНЕ започна активна блокада на собранието. Значи, вашиот начин на блокирање на работата на собранието е нотиран во извештајот на Европската комисија, почитуван колега. Значи, се спомнува и друга партија во извештајот, меѓутоа знаете во кој дел? Дека ги подобрила своите внатрешни демократски процеси. Односно си стои дека СДСМ ги одржа вторите директни избори за председател на партија. Ова е извештајот на Европската комисија, кој што вие на самиот почеток рековте дека е многу објективен и издржан. Излеговте тука со некакви си оценки што не знам каде ги вадивте. Јас ќе читам она што пишува во извештајот на Европската комисија. Значи не зборувам арам да ви е, не своји толкувања, читам. Од аспект на вкупната подготвеност, оценката за нашата земја во 2022 година е добро ниво на подготвеност. Како држава, се уште стоиме најдобро во регионот, во кластерот фундаментални вредности, кој е фундаментален и суштински за динамиката за целиот процес на преговори. Слична оценка на подготвеност имаме во кластерот ресурси земјоделство и кохезија. Во кластерот конкурентност, инклузивен раст и во кластерот зелена агенда и одржлив развој, Северна Македонија е веднаш за Црна Гора и Србија, кои што веќе цела деценија се во процесот на преговори. Во однос на кластерот внатрешен пазар и надворешни односи е приближно на исто ниво на овие земји. Така да јас не разбирам што добивате, што застанувате на говорница и ја оцрнувате сопствената земја наспроти она што Европската комисија го констатира како прогрес. А дека сте за ЕУ, докажете со тоа што ќе си гласате за уставните измени. Благодарам.